Да, денес на седницата на Совет на општина Струмица, јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица беше застапено со две точки на дневниот ред. Првата точка беше одлука за примена на тарифи за снабдување со техничка вода и втората точка беше елаборирање пред советниците во Советот на општина Струмица за актуелната ситуација која има град Струмица и 6 населени места со неисправност на водата за пиење. Првата точка од дневниот ред беше усвојување на одлука за примена на тарифа за снабдување со технички води, како резултат на предлогот кој што дојде од градоначалникот на општина Струмица до менеджментот на јавното предпријатие. Предлог кој што денес на седница на управниот одбор на јавното комунално предпријатие беше едногласно усвоен и проследен до советниците на Совет, кој што, колку што јас имав прилика да видам, едногласно беше усвоен. Станува збор за одлука која што стапува на сила од 1.10.2024 година, со која фактурирањето на правните и физичките лица на територијата на општина Струмица кои што имаат проблем со квалитетот на водата за пиење ќе биде по цени за техничка вода, односно 7,85 денари. Станува збор за цена која што јавното комунално предпријатие ја фактурира како техничка вода према јавното предпријатие Турија од Василево. Во однос на дискусијата за проблемот кој што го имаме со неисправноста на водата, своје излагање зема помошникот директор за оперативно и технички работи во јавното комунално предпријатие Комуналец господинот Стојан Евтимов, кој што доста исцрпно елаборираше пред советниците во Советот, кој што ја сватија сериозноста на проблемот, дека овој проблем едноставно треба да биде оставен да го решаваат стручњаците од земјата, политиката да биде тргнена на страна. Може ли на повидок решение во однос на од излагањето како на стручните лица, па и од излагањето на останатите советници, на краток рок во моментов решавање на проблемот е невозможно. Од страна на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица се преземаат сите активности, значи целокупниот техничко-технолошки процес се одвива без престан со цел да дојдеме до параметри во водата кои што ќе одговараат на правилникот за безбедност на водата. Во моментов тие параметри ние ги немаме и затоа се уште на сила ќе биде планот за снабдување, за вонредно снабдување на населението со вода, кој што е во моментов на сила. Да, ако вчера беа некаде околу 1,4 или 1,5, вистина е дека денеска се намалени количествата на манган? Да, значи некаде во вторникот количината на манган во водата изнесуваа 1,3, во средата изнесуваа 1,4 милиграми на 1 литар вода. Денешните податоци кои што ги имаме ние од нашата лабораторија на фабриката за вода, мораме да напоменеме дека таа е за наши потреби и не е акредитирана, покажуваат намалување на манганот, но потребно е ситуацијата да се следи постојано, да имаме повеќе последователни анализи кои што ќе дадат параметри кои што одговараат на правилникот за безбедност на водата. Кога ќе имаме некои конкретни информации базирани на повеќе последователни анализи, ќе се обратиме до медиумите.